Денеска зборуваме за јапонското јаболко. За сите оние непознаници кои што ви се, веднаш сега ќе ви бидат познаници, затоа што нашиот редовен соговорник, господинот Ване Јовенов, ја одгледува и ќе ни каже нешто повеќе за нејзи. Господине Јовенов, како и кога се сади, кога е бербата и... Вака се да почнеме одма. Секој овоше или било кое дрво се сади на есен. Подобро е климата, подобро се презимува преку зимата и подобро се зафаќа. Сега, нивата треба да биде добро изорана, дупката треба да ископана од прилика до 60 до 70 сантима длабочина, се става малку ѓубре доле на почетокот и се става садницата и се добро набива. Кога е првиот плод од јапонското јаболко? Првиот плод од јапонката е после 4 години, така да до 3 години не очекува да ти даде плод. Дали бара некои посебни услови или? Па бара наводнување, водичка како секој растение, меѓутоа ако има добри 2-3 дожди година да достае. Кога е од прилика бербата? Бербата е сега баш пред месец дена, таа се собере. Ова е чоколадна, малку да кажеме дека и тоа... Да, тоа да ве прашав, дали има неколку видови? Има, значи имаме ванилна, имаме чоколадна и имаме обична. Таа обичната треба да стасува, да стане прозрена и таа е премногу блага од кога ќе стаса. Така, а зошто е нарекуваме чоколадна? Чоколадна е затоа што може да се јаде како обично овошје, како јаболко и мирише, малку има мирис на чоколада. Така, колку е цената? Цената е 60 денара, пристапачна за потрошувачите, а и корисна е. Добро, кога велиме корисна, зашто се е полезна ова јапонско јаболко? Ова јапонско пред се е полезно за организмот на луѓето, особено оние кои страдаат од некои на дебелото црево, запици, мапици тира. Да. Како јас да знам дека ова е квалитетно јапонско јаболко? Пошто? Па е вака. Бојата, пред се, бојата и вкусот. Каков е вкус? Вкусот ти одмах што ми ја пресечи, може да јадеш како обична јаболка. Значи, умерено блак или умерено киселка? Да. Дали им давате некои совети на вашите потрошувачи? Секој веќе знаат, ние долго време продаваме јапонска јаболка. Долго. Во продолжение, ова се цените на останатите производи што можеа да се купат на пазарните тезги во Штип. Тиквички 20 денари за парче, домати од 30 до 55 денари за килограм, диња 30 денари за килограм, краставици од 20 до 35, пипер од 50 до 70, праски 100, јаболка од 50 до 80, круши од 100 до 150 денари за килограм, јапонско јаболко 60 и тиква 50 денари за килограм.